документација за овој громобрански фајтач или громобран, како што популарно се нарекува, кој доби прва награда на Макинова пред 6-7 месеци, значи во ноември 2013. Станува збор за громобрански фајтач со систем за изокеронични мониторинг, ќе го објасниме што значи тоа понатаму. Најпрво ќе се запознаеме со неколку феномени кои што молњата како појава ја знаеме сите. Значи, тие термини молња, гром и громотевица се онакви кои што се споменуваат енадот, молња е онаа секавица која што ја гледаме, громот е звукот кој што молњата го произведува при својата појава, а громотевицата е татнежен звук кој што го слушаме и како одек од околината. Науката која што се занимава со проучување се нарекува фулминологија, научниците нормално фулминолози, а оно што многумина има страв, тоа е стравата од молњата, стручно се нарекува хереунофобија, потекна од грчкиот збор хереунос, значи молња нормално. На сликата е представена една мапа на зачестеноста на денови со громотевици во светот. Направена е шарена баш заради тоа да се представи поточно каде најчесто убираат молњите или каде најчесто се појавуваат, и рекувате дека најбело е во пределот околу екваторот. Значи целиот овој дел е екваторијална Африка, Јужна Америка и така натаму. Ние се наоѓаме во овој предел кој што отприлика 40 до 60 денови со громотевици годишно имаме. Значи се она што Хидрометеоролошки завод и неговите работени се слушнат да увцат дека денес загребу, дираат рецка и се прави некаква табела. До сега било така, сега ќе видите понатаму дека малку се менуваат работите. Вкупно околу 16 милиони громотевични бури се случуваат годишно на целата планета. Или во принцип 45 удари на молња има секоја секунда. Значи, докато имате тука еден детектор, кој што да речеме по-софистициран некој од овој, 45 удари во принцип во секунда ќе детектира постојано, што не е мала бројка. Македонија рекла дека се наоѓа во онаа мапа помеѓу 40 и 60 удари денови со громотевици во текот на годината. Крајниот источен и крајниот западен дел се оние кои што се најизложени на удари на молња и Скопскиот район, веројатно се претпоставува дека тоа е заради бетонот во Скопје. Оној дел околу Гергелија долу е најмалку западен со громотевични невремења, а централниот дел на Македонија е во просек 30 до 40 денови со громотевици годишно. Она што сите го знаеме за молњата е онаа линија која што ја гледаме и заради тоа се нарекува линиска молња. Има поделба на околу 3-40 подвидови, пајачеста, зрнеста и така натаму, да не ги редиме сите. Она што ни прави најмногу проблеми е линиската која што се јава од облакот према земјата. Иако за нејзе се знае веќе скоро се уште има многу работи кои што не се доразјаснети. Например, брзината на движење на молњата е околу 200.000 метри во секунда. Тоа е, како знаете, дека светлината се движи со 300.000 километри во секунда, значи некој грубо 10% од таа брзина, што значи дека е и доста брза појава. Може да носи струи до 200 км, па дури повеќе. Забележени се нуклеарни и така наречени нуклеарни молњи, кои што до 600 км имало забележени струјни удари. Температурата на каналот, кој што го развива струјата кога поминува низ воздухот, достигнува температури до 30.000 келвини. Чисто за споредба, површинската температура на Сонцето е 5.000 келвини. Овој развива 30.000, значи 6 пати повеќе. Енергија може да носи и повеќе од 1000 киловат-часови. Ако земете пресметка за еден дом дека може дневно да потроши околу 10 киловат-часови, јасно ви е што значи енергија од 1000 киловат-часови. Затоа и Тесла се обидува да најде начин како да ја абсорбира. И нивото на звук, кој што громот како појава може да го произведе до 120 децибели, тоа е веќе ниво на болка на човечкото ухо. Она што последниве 10 години се развива во фулминолошката наука е откривањето на појавите кои што се случуваат над облаци, односно надоблачни феномени. Значи, она што ние до сега го знаевме само удрил гром од облакот до земјата, завршил некаде и така натаму. Меѓутоа, цела наука се развива околу овие надоблачни феномени, познати како мегамолни. Гледате дека се движат и до височини во ионосферата и над 100 км. Забележани се прв пат од вселенските мисии со Space Shuttle. Сликани се, значи се јавуваат така наречени ореоли, медузи, виленици, бисери, ластари, сини мазви, што се не таму, се откриваат секоја година нови. И најчесто се поврзани со она што се случува под облака. Значи, во моментот кога ние гледаме молња долу, некој од овие феномени се случува и горе.
станува збор за многу брзи феномени кои што траат неколку микросекунди и многу тешко се забележуваат. Освен оние видливи оптички феномени, се јавуваат феномени во електромагнетниот спектар. Значи има и електромагнетни пречки, како што се тие ВХФ, значи високофреквентни типови, нискофреквентни звиздачи, аномалии со електромагнетни зрачења. Оному кај што ќе помине молнијата низ земја, може да создаде и минерали. Таков минерал е фолгоритот. Последиците знаете како да бидат страшни, може да направат разорување на цел објект, прегорување на електроника, гледате долу слика на погибија на стока, луѓе кои што се удрени имале веќе преживеале и така натаму, меѓутоа последиците се страшни, заради тоа мора да се преземе соодветна заштита. Во Македонија, фала на Бога, имаме стандарди уште од време за громобранска заштита. Се подпира на 5 столба, согласно на македонскиот стандард, наку со системи за надворешни, системи за внатрешна заштита, што ќе рече системи кои што директно ќе го примат празнењето и оние кои што ќе ја заштитат внатрешноста во еден објект. Меѓутоа, сите постојни системи за заштита имаат неколку своји слаби страни, како што, например, тие се изокеронични пасиви, значи много чекаат. Ако удри, нека удри, ако не, фала на Бога. Немаат интеракција со други системи, значи постојат сами за себе. Имаат фиксни заштитни параметри, еднаш како се поставени, не верувам дека некој понатаму ги сменил. И не постои само диагностика, туку мора да појде екипа да измери на лице место, ако е добар системот, газата ќе каже благодарам, добро што е така, ако е лош нема да преземе ништо и работите ќе продолжат да течат и понатаму. Работите се менуваат, станува збор веќе за нови системи кои што се така наречени громобрански фаќачи, во моментот постојат со рано стартувачко дејство, меѓутоа овој оди еден чекор понапред, станува збор за интелигентен систем, значи паметни деца, паметни мобилни, сега паметни громобрани. Станува збор за интелигентен систем на громобранска заштита, каде што и доколку е сам, громобран развива своја мрежа на комуникација со локални хидрометеоролошки станици, со сателити, преку интернет се поврзува на меѓународен систем, а доколку станува збор за неколку инсталирани фаќачи во близина, тогаш тие меѓусебно веќе комуницираат. Громобранскиот фаќач е патентиран 2004 година за прв пат, наречен е Веда, по еден стар македонски порок што исто така значи молња. Има своји хардверски, системски и услужни особини кои што го разликуваат од другите фаќачи. Хардверските особини се на неколку модуларна конфигурација, значи било кое парче од него доколку се расипне може да го смени и тој да продолжи да функционира. Без разлика дали станува збор за физичко оштетување или оштетување во системскиот, значи небитно. Има променливи заштитни параметри. Објектот кој што го штитите има одредени димензии, вам не ви треба нешто што треба да го надмине, може да го наштелувате да штити оно што вам ви треба и да го насочите оно кој што вам ви треба. И во него е завиен електронски системски склоп кој што ги контролира сите овие работи. За жал, имаше несреќен случај со син ми, 2,5 годишен, кој го искористи како воздухен. Направен беше од пластика чисто за да се најде како тест во електролабораторијата тука на електрофакултет, во високорамковска лабораторија. После тоа да жал настрада. Меѓутоа, добро се заврши својата работа тогаш. Системските особености се има постојан изокеронички мониторинг. Тоа значи дека системот во себе постојано ја следи активноста на молните во околината. И како сам, и како систем поврзан со други системи. Значи, може да добие информации од сателити, од хидрометеоролошки станици, од соседни други громобрански фаќачи и така натаму. Значи, тој не екзистира веќе сам за себе. Тој е систем. Станува збор веќе за повинаков концепт. Има и интерактивност со околни системи за заштита од атмосферски пратења. Значи, тоа е целата комуникација се одлива со сите околни системи. Има интеграбилност во еден глобален систем за заштита од атмосферски пратења. Тоа значи дека ако нешто се случува во моментов, сега ќе зборуваме за нашата околина, во било кој од соседните земји, преку интернет или преку било кој сателитски систем, преку хидрометеоролошки завод, овој може да добие информација дека наближува невреме. И при тоа може да алармира. Значи, дали да се алармира кај собственикот дека наидува невреме, да се заштити некаков имот надвор, возила и така натаму што ви да е, да се приберат луѓето и така натаму. Значи,
во секој случај има комуникација со други околни системи, преку кои што може најразлични алармни изгледи да дава понатаму. И она најважното е повеќе кратно делување. Ефектот на молњата не се случува веднаш. Има неколку последователни чекори во кои што молњата доаѓа од облакот до земјата. Доколку овој систем забележи дека ударот на молњата нема да заврши по неговата околина, ќе створи услови тоа уште повеќе да го назначи. Или обратно, доколку примети дека молњата надоаѓа и ќе удри некаде во неговата околина, тогаш создава услови за тоа да го нагласи, значи за да удри во него. Односно, ако се два системи паралелни еден до друг, тогаш едниот ќе го нагласува податокот дека не треба да удри во него, значи има физички закони со емитирање на електрони и така натаму, значи цела ионизација на просторот, која што ќе спречи удирање на молња во тој громобран, а ќе назначи во другиот кој што ќе создаде услови за да удри во него. Таа цела интеракција помеѓу громобраните е она што го прави интелигентен системот како целост. Услужни особености кои што во моментот ги работат екипи, сега може да го работи самиот громобран. Значи самиот може да каже само диагностика. Може од време на време да се програмира, самиот да дава информација, да, јас сум во ред, или на барање, значи on demand, зависно од корисникот на кога временски период, или доколку побара самиот во одреден момент, да диагностицира дали е фаќаш искава. Реков дека може да се програмираат алармни дејства, значи во одредени ситуации, доколку е неисправен, да речеме да испрати аларм, дека е неисправен, доколку доаѓа гемотивично невреме, да најави дека доаѓа невреме и така натаму. Има комуникативност корисник систем за заштита од атмосферски празнења, значи во секој време вие како корисник можете да искомуницирате со некој, како со било кој друг интелигентен уред. И она што е доста важно е така наречениот open source концепт. Тоа значи дека целиот софтвер може да се најде на веб страница, да се симне, оној кој што сака може да го надоградува согласно на своите потребности. И нормално доколку сака да искомуницира со производителот, дел работи да се надоградат, да се подобрат и така натаму. Најважната работа она што го кажавме на почетокот, а тоа е архивата на податоци. Значи доколку некој во хидрометеоролошки завод не задре вода надвор за грмало, нема да ги забележи тој ден како грмотевица. Меѓутоа архивата во електронски облик веќе е зачувана. Наназад години, овде стои архива од 2008 во организацијата Blizzard.org, тоа е германска невладина организација, се развива систем кој што во моментов ја покрива Европа, меѓутоа почна да се развива и во Америка и во Австралија, каде што овие делови од овие интелигентни системи меѓусебно се интерактивни и комуницираат преку интернет и разменуваат податоци. Се забележува со принцип на триангулација, трилатерација и така натаму било кој принцип кој што се користи за локализирање, за лоцирање на ударот на молња, се бележат буквално сите удари, за да се знае точната концентрација на молњи по светот. Така што веќе оваа архива е достапна, probablement за членови во организацијата, меѓутоа делови од овие архиви веќе може да ги користат и светски хидрометеоролошки служби, веќе со оваквите типови громобрани и самите корисници, така што ќе може да се добијат и доверливи податоци за тоа каде какви невремења во текот на годината се случуваат и нормално кога веќе се знаат причинителите да се реагира за да се намалат последиците. Овој громобран конкретно беше испитуван во лабораторијата на Електрофакултет, долу во Високонаполската лабораторија, беа испитувани неколку параметри, како што е влијанието на обликот на врвот, беа направени неколку типови со шпицец врв, со заоблен врв, со различен радиус и така натаму. Беа споредувани реакциите на плетачите, значи различни карактеристики. При истовремено действување, значи тие поставени во систем, се гледаше кој како реагира и нормално беа направени неколку испитувања за да се заклучи дали видот на ключиштето влијае врз сваќачот. Се дојде до следниот податок дека конкретно овој фаќач во однос на стандарден фраклин, значи класични шип, единична ранеизе, е побрз за 30,86%. И тоа даде за право да се инвестира уште повеќе во него и направен е веќе договор. Чекаме само термин, тоа ќе биде најверојатно последната недела сега од јули. Ќе се однесе во КРЕО, во ИШМЕШ лабораторијата, таа е меѓународно акредитирана, каде што ќе се испита веќе во лабораторијски услови кои што се акредитирани во лабораторијски услови и
и очекуваме да добиеме и имаме меѓународно признат сертификат, за да може и да се произведува тука и да се продава и меѓународно да го актуализираме. Понатаму планираме и други активности со него, како што е инженеринг на електронските кола, значи оно што е првично развиено да се доразвие, да се намали електрониката на незината доверливост, да се подобри така натаму, да се развие биосот, корисничкиот софтвер и со комуникацијата со крайниот корисник и нормално ќе почне производството на фаќачи и откако ќе добиеме меѓународен сертификат, веќе ќе можеме да монтираме и по реални тест услови да испитаме како работи. Доколку има прашања, тука сум да одговор. Благодарам за вниманието. Се надам дека беше интересно. Не видов некој да спикне. Замолам да им покажеш дел од уредите што се тука, што прават и тоа е пак интересно. Има неколку уреди, бидејќи тоа да речеме нас не ни е својствен, нели шипка горе, он прави уреди, значи сам сето тоа има произведено. Не ништо имитација, значи комплетно него. Те трябва да могат ми дават за Ајде, не е интересно. Го завршам овој посветени дел назад. Значи овој е грамограмскиот фаќач, молнијата удира на врвот, се спроведува и континуирана шипка, значи нема прекин никаде. Електрониката во внатрешноста во овој компютер нема ништо. Извадено е нормално после последици. Електрониката е поврзана со куќиштето и со централната шипка, бидејќи молнијата може да биде и позитивна и негативна, така се нарекува, така што да може да реагира и во обата случаи. Со него е нормално развиен и инструмент за мерење на исправноста. Во моментот се работи на инструмент за далечинско испитување. Значи, тоа е горе да не мора да се пентарија по скали, по крови и така натаму, далечинско, да згора испраќа сигнал исправен и неисправен. А реков оној дел од концептот што го има и што е нов за него и само диагностика. Значи да не мора воопшто да се доаѓа на терен, во биосот е запишан неговиот серијски број, крајниот корисник стисне копче едноставно во софтверот, испраќа фаќачот информација, добар сум, не сум добар, или ми треба поправка и така натаму. Она што е исто така важно за доверливоста на еден систем за грамограмска заштита, односно да се покаже неговата доверливост, да знаеме дали тој примил удари или не, и примил дали е оштетен или дали е оштетен, а сепак не примил удари, значи од некои други причини. Заради тоа е развиен овој бројач на удари на молња, значи фирмата е Дарис инженери, PUM 10 бројач на удари на молња. Реагира на струи, значи испитано е ова, реагира на струи од 300 ампери, тоа е минимална струјена реакција. Ставен е она како што сме нашли бројач, 6 цифрен, макар што тешко дека милион удари еден објект ќе да живее. Небитно тоа што успеавме да најдеме и како куќиште, иночот е увозен, меѓутоа Made in Macedония комплетно. Значи се што е внатре и намотен карам и електроника, ова што го гледате како дизајн, се е наше дело. Значи ова е бројач удари на молња, едноставно се штрафи на нетната на која што би поминала струјата на молњата конца се гилбачот. Ова е софтвер VEDACAD, кој што е развиен во моментот во бета верзија, меѓутоа работиме некаде од прилика за 6 месеци, планираме да излезе професионална верзија за проектирање на грамограмски инсталации. Во моментот се работи на 3D визуализацијата. Значи секој проектант ќе може да го нацрта објектот или да го увезе од AutoCAD, ако го има таков. Според нашите проектанти за електрични инсталации пишат дека многу ретко во Македонија се наоѓа цел објект исцртан во 3D, основно на електрична шема внатре. Така што ќе може софтверот буквално да помага, значи компјутер е дизајн, компјутерот ќе ви помага при дизајнирањето, кај да се постави фаќачот, кај е најоптимално, какава е заштитната зона, да го вртите, да го ротирате објектот, да видите каде треба се да се постави и така натаму. И ова е еден детектор кој што реагира при удари на молња, се користи ефектот на електромагнетно зрачење, што го рековме. Кој што молњата, струјата удари на молњата го создава при нападот од облакот на земјата, па дури доколку се случува меѓу облаци и така натаму, небитно, реагира и на електронски убављач, значи чисто една искра обично може да го активира. Направен е исто звучен сигнал, фала на сигни за играчката што ми ја даде за да можам да го симулирам тоа. Така што ова е многу ефтина играчка и може да се има кај секој дома, да стои на биро, не смета ништо.
Благодарам.